Македонската репрезентација загуби од Шпанија со резултат 29-25, но дефинитивно демонстрираше ефективна игра за чинета со повеќе атрактивни голови. Ракометниот свет ја виде можеби најдобрата игра на нашите ракометари, особено во првото полувреме кога има и водство. Но нееднаквиот критериум на судиите во вториот дел придонесе до мала нервоза кај нашите играчи, што се одрази и на играта и на резултатот, па се до крајна разочараност кај раководите луѓе на Федерацијата за начинот на овие судиски испади и неправди. Како заинат на сето ова, на ракометната планета, нашите репрезентативци им поклонија неколку атрактивни акции, па и цепелини преку Кирил Лазаров, Манасков, Ѓорѓиевски, Миркуловски и останатата дружина, кои беа зачинети со антологиски голови, меѓу кои секако и голот на Голманот Трајковски. Денес Македонија ја очекува игра против Исланд, надпревар од кој зависи пласманот на нашите во групата Б. Ако победиме, ќе бидеме трети и противник во осми на финалето ќе ни биде Норвешка како второпласирана во групата А. Во случај на пораз ќе играме со Франција како пласирана во групата А. А за да избегнеме Франција, на Македонија и одговара и нерешен резултат против Исланд. Интересен е податокот дека кога македонската репрезентација играла на ден водици, имала успеси без ниту еден загубен надпревар. Да се надеваме дека традицијата ќе продолжи и Македонија ќе избори добар резултат против селекцијата на Исланд. Благојче Трајковски досега со максимален ефект.